Здраво, ова е 175-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелески, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа, која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. Денешниот репертоар е Bad Luck Banging or Looney Porn на Раду Жуде, во кој станува збор за соочување на учителката во училиштето со разгневените родители кои сакаат да биде отстранета од работа, бидејќи објавен е домашен порнографски видеоклип на порно страници во кој учителката има секс. Видеоматеријалот се наоѓал во нејзиниот компјутер, кој кога го однела на поправка завршил на интернет, па лицемерните родители се загрижени од изложувањето на нивните деца на скандалозниот видеозапис. Филмот е структурализиран на три сегменти, навидум следејќи ги принципите на трите чинови во филмското дело, но во исто време и первертирајќи ги од секој можен аспект. Имено, делото започнува со еден пролог, кој ќе стане лајтмотив во творбата, кој ќе го иницира конфликтот во делото, а тоа се домашните порнографски снимки на учителката кои се објавени на интернет. Во нив можеме да ги забележиме сексуалните игри кои ги води таа со љубовникот, но во комичен манир на Жуде, има дури и коитус интераптус со нарачка на лекови од аптека на средечинот. Режисерот со ова дрска одлука фрла ракавица на елитистичките филмски љубители, кои живеат само за да ги напумпаат нивните суети на филмските фестивали, соочувајќи ги со видеоматеријал кој не би ги исполнил нивните високи естетски нормативи, но затоа ја врши својата функција да шокира и да биде интегриран во една поголема целина, во корпус на една нова значенска нишка, да ги синтетизира елементите на ниската и високата уметност и да докаже дека тие категоризации на поделба се само во главата на гледачите. Жуде комично си поигрува со реконтекстуализирањето на овој елемент, со кој го удира гледачот по глава. Впрочем, европскиот артхаус филм нема проблеми со голотија, туку налетува на проблеми кај цензорите за насилството, додека пак во САД е обратен случајот, кај што насилството е херојски чин, а голотијата е забранета затоа што со брадавица ќе се корумпирала младината, па затоа сметам дека филмот ќе има проблеми да се дистрибуира на американскиот мејнстрим пазар, па ќе мора да соработува со некои од култните артхаус издавачи, кои со задоволство би го дистрибуирале филмот. Режисерот има легитимно право да ја потопи авторската четка во сите бои кои му се на располагање и да создаде нова творба, што Жуде тука решава да го спроведе за да скрши по некое табу. Штом го добие вниманието на гледачот, започнува првиот сегмент кој гласи еднонасочна улица и е составен од панорамски кадри во денешен Букурешт, кај што забележуваме ликови на улиците кои се шетаат со маски и можеме да погледнеме како изгледа метежот на денешна Романија во оваа нова реалност. Иницијално камерата е наменета да ја прати Катја Паскарију, која ја глуми учителката Емилија Чилибију, која се движи низ градските улици, одејќи од една до друга дестинација, од пазар до аптека, кај што купува апче за смирување, затоа што свесно му посочува на гледачот дека и предстои напорен ден, но камерата на кинематограферот Мариус Пандуру во секој кадар добива и самосвест, со што му овозможува на гледачот поглед надвор од рамката на кадарот и прави едно панорамско движење кон билбордите, под кој поминува Емилија, прикажува трамваи, лимузини, графити на распаднати куќи, искинати плакати, па дури и цвет кој продира под бетон, завршувајќи со соголени статуи. Ова интригантна, малтене документаристичка потреба во известна смисла говори и за импулсот за одбележување на мелтинг пот културата во денешна Романија, која, како и сите други локации, има оставнина во претходни уредување и трендови, но нивното овековечување е постапка со која преку сликата се обидува авторот да ги долови символите на човечкото живење на рамниште на вибрантните улици на Букурешт, исполнети со джагори бучава, поставувајќи ја професионалната актерка во обкружување од натуршчици. Нетрпеливоста на касите и враќањето на продуктите е само една од неколкуте инстанции во кои сиромаштијата го задава ударот врз модерното романско општество на кое сите се жртви. Вториот сегмент блика со комичната игривост на Жуде, затоа што на гледачот има тенденција да му посочи механизам за одгатнување на самото дело, односно приложува краток речник на анегдоти, знаци и чуда, кои на прв поглед делуваат како енциклопедиски постулати, кои неповрзано функционираат поради својата дивергентна природа.
но Жуде постепено го вооружува гледачот со лексикон на 26 филмски символи, кои се од круцијално значење за последниот чин. Овој синкретизам е составен од историски архивски материјали за одбележување на фашизмот, снимки на женски хор кој му пее на владиката, мудро искористен широк план во кој се опфатени туристи, до видеоклипови за старци во село како мерат социјална дистанца со стапови, преку приказ на гениталии до отпад во реки, деца бегалци, турбопоп, шовинизам, обсесија со селфија, видеоматеријал од сексуален видеочет, што представува француската револуција и како денес се преозначува како сладкарница, но во секоја од овие интригантни вињети со помош на преводот, содржаен е коментар со кој се елаборира значењето на овие знаци, кои подоцна ќе бидат од корист, па затоа пријатно ме изненади коментарот за парадоксот кој го применил Пазолини со ангажирањето на активисти од комунистичката партија за неговото екранизирање на животот на Исус. Овој сегмент, исто како и првиот, ја акцентира хипокризијата и предрасудите кои ги имаме во денешното општество, но доаѓа до овие концепции на еден сосема поразличен начин со помош на осмислениот видеоречник, кој е колаж на идеолошките побуди кои никнуваат од топографијата на првиот дел. Третиот сегмент е една фарса насловена практика инуендо, односно во парентези се терминот ситком, која е јасна индикација, односно клуч со кој можеме да го одгатнеме значењето на последниот апсурден Буњуелов чин во кој револтираните родители, кои ја погледнале порнографската снимка на учителката, свекуваат состанок со учителката и директорката и бараат од неа да биде разрешена од функцијата. Средбата започнува со дополнително деволвирачко јавно гледање на домашниот видеоклип на состанокот, за да земат сила родителите да се опремат со вербални вили и српови и да спроведат еден класичен лов на вештерки во модерно доба. Лицемерието на оваа енклава се должи во тоа што секој од родителите е карикатура на себе, кој што смета дека има морална супериорност во споредба со учителката, иако кој од кои се морално корумпирани личности, алчници, нарцисоидни и опортунисти, исполнети со себичлук, вообразени со болна амбиција и завист, подли и зајадливи, кои имаат не само скелети во шкафот, туку тела закопани во дворот, но прстот го вперуваат во учителката, чија што девијантна сексуална игра е неспоредливо минорна во однос на нивната малициозност. Состанокот со родителите е крајно недоследен на намерата да се санкционира однесувањето на учителката по историја, кога родителите во неколку наврати демонстрираат дека не си ја ни знаат историјата на состојаната држава. Ти земаат право да судат како некој друг треба да го живее сопствениот живот во својот дом, дури и да ја критикуваат зашто се осмелила да има лични изјави и сопствено мислење на Facebook, демек се загрижени како нивните невини деца ќе реагираат на учителката, со оглед на тоа што го виделе видеоклипот. Зашто децата имаат пристап да порткапе тема која се ескивира и акцентот се става на неморалното однесување на учителката, која би го загубила авторитетот кон децата, што иако е тема на состанокот, воопшто не е предмет на дискусијата, туку се развива една преписка на суети, во кој на секој неиздржан начин се атакува и антагонизира учителката од страна на разузданите хипокрити со разноврсни менталитети. Самата сценографија на родителската средба во дворот на училиштето со палењето на огнот зад катедрата станува индикација која кореспондира со чин на исфрлање на член од реалити шоу до Survivor од Екзотичен остров, што е уште една од многуте алузии кои ги впрегнува Жуде во оваа амалгамирачка постапка помеѓу артхаус филмот и фастфуд телевизиските принципи, како што се реалити ТВ шоуата, и во пошироки рамки тука може да се примени под насловот на овој сегмент, која содржи назнаката ситком, што е комедија која се снима во студио со синхронизиран аплауз од публиката, но тука публиката ја нема. Ново известна мера констатирам дека ги задржува начелата на овој комичен поджанр. Можеби вербалните дофрлувања и скандирања се субститут за смејата на аудиториумот. Расизмот, сексизмот, шовинизмот, ксенофобијата, нацизмот, фашизмот, антисемитизмот, неукоста и меѓусебната нетолеранција составуваат една таписерија на компоненти кои избиваат на површина во расплетот на ова дело. Фрустрациите од ковид пандемијата се пресликуваат од шизофрената стварност во која живееме и се интензивираат. Секако дека филмот поставува значајни прашања за тежиштето на моралните одлуки
за новото време, со исмевање на конзервативни погледи и содржи дидактичка нишка, која отвара голем број на прашања кои водат до расплинување на дискусии, што е добро дојдено својство кое го провоцира гледачот да биде активен промислувач отколку пасивен рецепиент кој ќе го заборави филмот по гледањето. Не верувам дека предизвик за еден актер е да глуми под маска, но има и свое преносно значење нивната употреба. Во најмала рака тие на Катја и овозможуваат непречено да се шета помеѓу обичното население. Јас сум тврдокорен во поглед на алтернативните краеви, затоа што тие за мене не само што представуваат кукавичлук од страна на режисерот, кој што нема храброст да донесе одлука, направи селекција и да се држи до неа, без разлика дали ќе му се допадне на гледачот или не, затоа што со тоа ќе се направи делото да биде целесообразно. Првиот сум што би фрлил камен на филмот, доколку Жуде се обиде да ја ескивира својата одговорност, но наместо тоа тој нуди 3 алтернативни епилози во кои се изискува ситуацијата да ескалира на 3 сосема поразлични начини за можните разрешувања на дејствието, но во финалната сцена на делото Жуде комплетно се препушта на Џон Вотерсова бурлеска и нападнатата учителка се брани со секое дилдо кое ќе и дојде при рака во урнебесна сцена на еврејската Wonder Woman, сцена вентил за наталожената тензија, која што ми ја погледнете никогаш нема да ја заборавите. Едно од најтешките задолженија на филмот има монтажерот Каталин Кристутиу, кој треба да образува кохерентна целина од елиптичната скеч монтажа, наликувајќи на експерименталните потфати на Годар, која инкорпорира синема верите пристап, архивски снимки на филм и интернет клипови и истите ги прикаже во контекст на државата и незините неизлечени болести на недораснатоста за носење на предизвиците на модерното општество со оглед на тоа што луѓето живеат со бајати убедувања. Во првиот дел се монтираат сите лица на градот, тоа што го забележуваме на неговата површина и тоа што не го забележуваме под неа. Музиката ја работат Жура Фериина и Павao Михолјевиќ, кои ја создадува музиката за урнебесниот последниот србин во Хрватска, но тука нивниот удел е речиси не впечатлив, освен во најавните шпици на сегментите, со оглед на тоа што бучавата на Букурешт е доминантна во првиот дел и расправијата во третиот. Режисерот Раду Жуде е составен дел од фамозниот романски нов бран на натуралистички дејци, кои ги преплавија филмските фестивали ширум Европа, но секогаш бил позадински двигател на бранот, затоа што има уникатна комична нишка со која одскокнува од препознатливите агенси на бранот. Му асистираше на Кристи Пуиу на The Death of Mr. Lazzarescu и на Коста Гаврас на Амен, но започна со снимање на своите дела со The Happiest Girl in the World од 2009 година за девојката која што оди со своите родители во Букурешт за да ја подигне добиената награда. Потоа трагикомичната Прошнална порака беше составен дел од A Film for Friends од 2011, семејната драма на разведените родители Everybody in Our Family од 2012 година ескалира во урнебесна комедија, добивајќи ја наградата Heart of Sarajevo, учествува на антологијата Skirt за да ја добие Сребрената мечка за Аферим од 2015 година на Берлинале, романски периодичен црно-бел вестерн за избеганиот слуга кој имал однос со господарката. Заљубувањето и живеењето во менталната институција го прикажува во Scared Hearts од 2016 година и чекорот кој идеалот на антисинема пристапот на скротување на движењето на камерата. Потоа прави комичен коментар на фамозната клаузула во I do not care if we go down in history as barbarians од 2018, а минатата година на Берлинале го представи филмот за младиот цртач на графит со кој протестирал на режимот на Чаушеско во Uppercase Print од 2020 година. Тој ги сними и историските документарци The Dead Nation од 2017 и The Exit of the Trains од 2020 година, затоа што според него сите тековни проблеми имаат корен во минатото, како и голем број на кратки филмови, од кои само The Tube with a Head од 2006 година, за момчето и таткото кои одат во град за да го поправат телевизорот, е награден на врвните фестивали.
Денес помина времето на предводниците на романскиот нов бран и дојдоа 5 минути на Жуде, кој е хиперактивен автор кој не зема здив помеѓу секојдневното снимање на филмови. Неконвенционалното структурирање на делото секако дека е негова најсилна страна, иако мислам дека дел од монументите на денешна Романија во првиот сегмент беа репетитивни, дел од нив не носеа нова значенска одредница, иако Емилија е можеби поневажен наблюдувач од самите субјективни потфати на камерата, сепак треба да биде доловена како риба во аквариум, но како што движењето на празно знае да биде минорен хендикеп во првиот дел, така и статичноста во последниот и безцелното дебатирање знаат да бидат изморувачки на моменти, но во финалето барем хуморот го задржува вниманието на гледачот и полиглосијата на постојаните довикувања го држи ангажиран. Неминовна е споредбата со еротските дела на Макафеев, југословенскиот Црн бран, правејќи алузија и на чешкиот нов бран, но не смее да се изостави оваа компарација и поради желбата за поигрување со формата која тлее кај Жуде во овој филмски melting pot, кој е функционален за денешните времиња, склон да ги цитира Валтер Бенјамин, Жан-Пол Сартер, Вирджинија Волф, Бертолд Брехт, Исак Бабел, Цветан Тодоров и многу други. Жуде не заврши со својата критика на лицемерието во самиот филм, туку по добивањето на Златната мечка во Берлин, тој беше презадоволен што не морал да се приклучува на глупоста на црвениот тепих, со оглед на тоа што оваа година Берлинале имаше виртуелно прикажување, ескифирајќи го лажниот гламур на фестивалите. Тој смета дека суштината на филмот е да биде сериозна уметност, сериозна дисциплина, критикувајќи ги скапите фустани и костими на церемониите на наградите, циркузанство кое според него нема никаква врска со филмската уметност, зашто е во право, но како и родителите во неговиот филм, секој сака да се почувствува посебно во својот живот. Трагедијата е какви екземплари се тие кон кои треба да се угледуваат нивните деца. Во Берлин секојаш наградуваат радикални и безкомпромисни филмови, како што беше Touch Me Not. Филмот играше и на фестивалот во Луксембург. Филмот не е само површна сатира која инволвира сексуален скандал на објавена домашна видеоснимка на интернет, туку има за цел да провоцира, да ги постави прашањата за женското тело и политичките прашања за неговата собственост, за контрола на сексуалноста, за потиснатото либидо во јавност, додека зад затворени врати се пее друга песна. Според мене, не само што филмот го погоди нервот на денешницата, туку отвори многу прашања за потребата на антагонизирање во општество на спектакл. Единствената грешка на субверзивниот неконвенционален филм на Жуде е што непрактичен е долгиот наслов на делото. Можеше да го наслови само Луни порн и ќе ни олеснеше работа на нас филмските критичари, иако работниот наслов Sleepwalkers е несоодветен за овие визуелни ескапати. Ако морам да го еволуирам, тогаш Bad Luck Bang or Looney Porn од мене има 4,5 од 5. Доколку ви се допадна 175-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лекувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегајте и по останатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!